Хоуп Хикс, како што соопшти портпаролката на Белата куќа Сара Сандерс, поднесе оставка од функцијата директор за комуникации во Белата куќа. До ова доаѓа еден ден откако Хикс сведочеше пред Комитетот за разузнавање на представничкиот дом. Сослушувањето беше во врска со истрагата за руското мешање на председателските избори во 2016 година. Весникот Нью Йорк Таймс објави дека за време на сведочењето таа признала оти понекогаш кажувала бели лаги за председателот. Некои од конгресмените кои присуствуваа на сослушувањето изјавија дека Хикс, која му беше портпаролка на Трамп за време на изборната кампања, одбила да одговори на прашања за своето време во Белата куќа. Портпаролката Сандерс изјави дека одлуката на Хикс да замине не била поврзана со нејзиното сослушување пред комисијата на Конгресот. Поранешната моделка Хикс беше четврти директор за комуникации во Белата куќа. Таа позицијата ја презеде од Ентонио Скарамучи, а претходно таму беа Шон Спајсер и Мајк Дупке. Се уште не е јасно кога ќе се случи точното заминување на Хикс, но се очекува тоа да биде во текот на следните неколку недели. Хикс вообичаено беше лице за сцената, но неодамна таа и началникот на генералштабот Џон Кели беа критикувани за нивното справување со обвиненијата за семена злоупотреба против секретарот на персоналот во Белата куќа Роб Портер, со кого таа наводно имала и врска. Портер конечно беше принуден да поднесе оставка. Во меѓувреме председателот Трамп уште еднаш го нападна главниот обвинител Џеф Сешен во врска со тоа како се вршела истрагата околу можната соработка на помошниците на Трамп со Москва, односно руското мешање во председателските избори. Сешен, кој се откажа од надгледувањето на истрагата во врска со Русија, досега воопшто не одговараше на постојаните критики на Трамп. Но по најновата тој изјави: се додека сум јас јавен обвинител, ќе продолжам да ги исполнувам моите должности со интегритет и со чест.